Сте планирали подобрување на патната инфраструктура и евентуално забавување на сообраќајот со поставување на така наречените лежички полицајци во Доброшане. Одговор од надлежните побара советникот Александар Трајковски. Во интерес на подобрување на инфраструктурата и безбедноста на граѓаните, сакам да поставам неколку прашања кои се однесуваат на до урбанизам и урбанистичкото уредување и сообраќајните решенија во одредени делови, конкретно за јужниот дел Доброшане Вера Которка. Првото е дали, пошто имаше некои во претходниот период излегување на терен, дали општината располага со изготвена техничка документација за улиците околу просторот, околу црквата Свети Ѓоргија во Доброшане и доколку постои во која фаза. Второто исто така се однесува за техничка документација, дали постои за Елица Тодоровска Звисла и Стојан Селјо. Тоа се првите два крака од улица Козјачка на самиот влез во населба Вера Которка веднаш после Детоју. И третото прашање се однесува во однос на барањата за поставување на лежичките полицајци или други сообраќајни решенија. Па ме интересира дали имаме предвиден временски период од поднесување на барање до негова реализација и кои институции и служби се вклучени во ова цела постапка и како трае? Постапката за вградување или реализација на проектот Лежичи полицајци трае малку подолго време, од едноставна причина затоа што општина има ограничен буџет. Потребно е да се изготви техничка документација, истата се работи од лиценцирана фирма за сообраќајни проекти, на истата е потребно да се изготви ревизија. Како такви документации ги испраќаме до МВР, до сектор за сообраќај, за да добиеме согласност од нив и потоа истите согласно тендерот, доколку имаме на располагање средства, се дава налог на фирма која го има тендерот и тогаш истите се вградуваат. Има многу барања за лежичи полицајци, постапки се водат секојдневно, така да во моментот се направени сигурно околу 15 проекти кои во иднина ќе треба да бидат имплементирани. За наредните проекти кои што ќе бидат изготвени потребно е повторно да се распише тендер. Општина има обезбедено средства согласно програма за уредување на градежно земјиште, така да тендерската постапка ќе биде распишана овие денови, за да во иднина бидат изготвени нови проектни документации согласно барањата на граѓани, согласно укажувањата од страна на МВР каде има потреба и секако од теренските согледувања на самиот сектор кој секојдневно е на прави увид на одредени локации по барање на граѓани. Значи приоритети се определуваат од неколку аспекти. Најбитно е од се училиштата да бидат заштитени. Потоа одиме со други локации. Што се однесува до проектните документации што не знам дали се изготвени, мислам дека има одреден дел на инфраструктурни проекти за Доброшане. Мислам дека околу црква има изготвено проектна документација, за оваа друга улица мислам дека нема.